Добро вечер. Од радикално предизборно ветување на ВМРО-ДПМН дека нивното доаѓање на власт значи темелно, робустно напаѓање на правосудниот систем, директно преку разрешување на почеток или распуштање на двете клучни тела. Советот на јавни обвинители и Судскиот совет веднаш по изборите почна да се претвора во малку помека варијанта, веројатно во неможност дека тоа може да се изведе на начин на кој што може да се вети кога се бараат гласовите. Повеќе од една година ВМРО-ДПМН и премиерот Мицковски потрошија во една совршена кампања која всушност со сигурност носи победа. Тој кој што го одржува наративот, тој кој што може да ја контролира, поттикнува и создава перцепцијата, може всушност и да ги менува таргетите. Само за подобро упатените е неверојатно како темата од обврски на влада, која превзела задачи за својот реформски пакет, за кој од Европската комисија треба да добие околу 80 милиони евра, се претвори во расправа за некои други пари. А тоа се дека неоправдано луѓето што имаат само 2% доверба се дрзнале да бараат двојно поголеми плати. И тука почна неверојатно расфрлање, заслужуваат ли едно големо прво лице еднина од кое премиерот не отстапува целиот овој период. Тоа звучи од прилика: ке ви дадам кога ќе се поправите. Нема да ви дадеме. Ако ви дадеме, ке ве контролираме за секој денар. И тоа е постојано едно циркулирање на теми во кои годината беше потрошена, дури на иницијативи за кои беше потполно јасно дека него допираат вистинскиот сегмент на одговори како треба да се лекува ситуацијата. Знаете дека на почетокот на годината премиерот беше подготвен да создаде македонска верзија на српскиот Чациленд, ветувајќи дека ако не се повлечат членовите избрани од парламентот во Судскиот совет, ќе донесе народ пред судот и дека тој лично без срам ќе го предводи. Потоа тоа влезе во собраниска процедура, за 5 беа изгласани интерпелациите и 8 месеци после тоа реално е целосен молк во единствената обврска по тоа прашање за Судскиот совет која што имаше власта е да го донесе новиот закон за Судски совет. По сила на закон, мандатите почнаа да завршуваат на некои од членовите кои добија интерпелација во парламентот, но сега, на изненадување, власта нема намера да спроведе постапки во кои тие места ќе бидат пополнети. За 15 дена од тие 5 паѓаат нови 2 позиции. Председателката не намерава да ги пополни чекајќи го новиот закон. Иако ако под притисок на интерпелациите поднесе оставки, повеќе од јасно е дека ќе беа избирани по стариот закон. Како се сврте тој круг за денеска премиерот да жали дека неговата најава и желба да се разговара за правосудните реформи се претворила на чуден начин под притисок на судовите во расправа за парите и нивните плати, само сведочи на моќта за контрола на перцепциите. Ниту тие отпочнале таа дебата, ниту во седиштето, во центарот на дебатата е воопшто законот кој што ги одредува коефициентите по кои и судеите и избраните функционери, меѓу кои и Мицковски, ги примаат своите плати. Нема музеј на невиноста, не доаѓаат ниту судиите оттаму. Долгиот период на политичка инсеминација во судството безмалку создава еден организам кој што е наполно генетски модифициран. Може повеќе никој да не им се јавува. Политичките лостови се длабоко воспоставени, без оглед колкав е бројот на извршителите. Оттаму има слабо гласови, па може да се заклучи дека тие и никогаш не очекуваат да го добијат вистинскиот судски буџет, но галамата околу тоа колку им е финансиски скратено најчесто се користи за оправдување зошто добар дел од работите не се придвижуваат. А има некои други застрашувачки нивоа кои покажуваат дека нашето правосудство функционира со алатките од камено доба, ако зборуваме во смисла на модерното дигитално доба. Како да се реорганизираат, како да станат поефикасни, колку финансии треба и како може буџет кој што апсолутно во 90% е наменет за плати да ga оствари тој кенгурски скок кој ќе овозможи судството да фати чекор во смисла на својата модерност
ефикасност и испорачување на правда. Ова се елементите кои вечер ве носат во дискусија за овој сегмент кој што предизвика прилично полемика, а ќе го разгледаме вечерва од луѓе кои не доаѓаат од внатре. Мојот колега Александар Димитриевски, 360 степени, вашето својство овдека е глас на јавноста и потрага по некои прашања кои на ниеден начин не се мотивирани од интереси однатре. Една ваша сторија на 360 степени сега покрена една друга лавина во која човек да се плаши дека ако извади било какви податоци, кога ќе ги грабнат да ги интерпретираат, доаѓате до еден нов Франкенштейн со кој не знаете како да се справите. Сузана Јошевска, адвокат, добро вечер и за вас. Добро вечер. Анастасовска, морам да додам. Јошевска Анастасовска, добро вечер и за вас. Искуството од кое, колку и да сакате да ја модернизирате вашата работа, поизгледа како залудно, бидејќи се соочувате со другата страна која ви вели можете ли да го прочитате CD-то на вашиот компјутер и сега е залудно било што да правите ако сте сведени на тоа ниво. А и за многу други работи кои всушност ја блокираат работата однатре за која би требало и нова организација на работа и веројатно друг тип на инвестиции, па и разговор за тоа што недостига за да бидеме сигурни за што зборуваме. Ивана Петковска. Добро вечер. Правник со долгогодишно искуство во мониторирањето и на судските процеси, но и на судските реформи. Во вашето портфолио стојат безброј истражувања, анализи за тоа на што личи сега веќе реформскиот замор, од носење закони со прилично слаба имплементација и на крајот пак велиме ајде одново да ги отвориме книгите и да видиме што можеме да напишеме. Вечерва за тоа дека и некаде прилично добро сме напишале, а тоа не довело до добар резултат по паузата за реклами. Да, тргнуваме. Димитриевски, не сум сосема сигурна дека јавноста треба да биде бомбардирана со волку детали во полемика што е што, особено ако аргументацијата на овие што треба да држат до некаквата пристојност во дебатата, почнува со тоа, знаете како ова не е првиот греф, кога владата одлучува да го држи буџетот на некаде околу 0,3% од бруто домашниот производ, туку е тоа една низа. А сега одеднаш таа расправа за парите доаѓа во преден план и веројатно има некакви други намери, но не секако оние податоци кои ги слушаме од премиерот и за тоа колку им се платите и колку сакаат и треба ли да бидат повисоки од неговите плати, ако користи податок реално за само една плата и тоа е на првиот човек на кровниот суд. Ке звучи можеби премногу филозофски, нели, но еден современ демократски систем, нели, мора да потсетиме дека се темели на три главни столба, би ги рекол. Тоа се извршната, законодавната и судската власт. И нормално и во западните развиени општества, нели, тие столбови понекогаш да имаат фрикции, триења, но во нашиот случај мислам дека сега повторно се поминува таа граница во која што политиката очигледно сака да се наметне над правосудството. Во последниот турнус на изјави или јавна дебата, која што се одвива пред се еднострано, бидејќи сепак, да бидем искрени, судството, а и обвинителството ги немаат тие канали на комуникација како што ги има политиката, пред се префрли разговорот токму на овој дел односно на парите. Јавноста треба да знае дека зборуваме за нешто што не е од денес или од вчера, туку парите за кои што зборува премиерот дека му ги бара судството, нели, за да се ги зголеми платите, се предвидени со законските измени на Законот за судски буџет уште во 2010 година, кога се правеше една покрупна реформа на целиот закон за кривичната постапка. Станува збор за 0,8% од бруто домашниот производ и таму најмалку и уште во првиот член во став 2 се објаснува зошто се носи ваква одредба и таму пишува сега да не цитираме, во суштина за да се обезбеди континуираност на независно судство. Никогаш откако е донесен тој закон, ниту една влада од тогаш нема дадено ниту приближно од таа сума за која што се облигирала државата, или со други зборови не постои ниту еден премиер, вклучувајќи во актуелниот, кој што го испочитувал
овој закон. Со други зборови, ние имаме влада, еве да не го именуваме само премиерот, бидејќи буџетот е сложена процедура која што поминува низ неколку раце, не го почитуваат законот за судски буџет. И тоа е првиот факт за кој што мора да зборуваме. Вториот факт за кој што треба да зборуваме дека за жал 90% од тоа што му се дава на судството во структурата е се троши на плати. Тоа значи дека наназад ние 15 или 16 години пари кои што требале да влегуваат во судството за да се градат нови згради, да се купуваат компјутери, да се вработуваат стручни соработници, дактилографи, компјутерска опрема, камери и така натаму сега да не редам се. Тоа ништо не е правено 15 или 16 години и сега треба да очекуваме дека во ек на оваа политичка дебата и можеби финансиски притисок кој што се прави врз актуелниот естаблишмент во судството, треба да очекуваме дека со тие пари може да се доведе до некакви резултати. Можеме ли да ги доведеме во врска? Притисокот на тајмингот, кој што си го зема пред тој грейс период, бидејќи не ги завршија своите обврски до јуни, како што ги превзеда од реформската агенда. Притисокот на времето за завршување на обврските кои значат повлекување пари во буџетска поддршка, дека всушност се камуфлира со оваа свесно избрана агресивна полемика во која не учествува никој друг, освен премиерот. И тоа не е шанса во јавниот дискурс да се разменат мислења, таа најчесто служи во која премиерот ги соопштува дефинитивните ставови. Тоа не е дебата. Ке дадам, па не дадам. Па е добро, еве ке дадеме. Сега добро, еве ке се согласиме. Пред 2 недели беше, знаете ли што сакаат? Сами да си вработуваат. Вау! За сега во собрание да слушаме, добро, еве ке им дозволиме сами да си вработуваат, ама за секој денар да знаат дека ќе одговараат ако им го дадеме буџетот. Има ли смисла во јавниот простор одговорноста да ја врзувате според тоа колку пари некој добива? И сега судскиот систем мора да биде подложен на сите алатки на контрола за трошење на парите. Без оглед дали се 45 милиони во буџетот или може да бидат потребните 115 милиони. Тука можам да зборувам повеќе како хроничар, како новинар се разбира. Тоа што можам да го кажам е дека да, може би ова последен бран, но само е последен бран од, како да кажам, една река која што тече веќе уште пред промената на власта во 2024 година. Не би сакал сега да подсетувам на сите изјави на премиерот на ова прашање, но уште во предизборната кампања он велеше дека ќе го разреши целосно судскиот совет. Минатата година ова време на едно гостување на МТВ, на едно гостување на подкаст, зборуваше дека е нормално во судството да стаат своји луѓе, зборуваше дека е нормално јавен... Друга доверба. Наши луѓе имаше употребено исто една формулација. Сега во поширок контекст пак, не е тоа цел цитат. За јавниот обвинител велеше дека е нормално да е човек од доверба, што мене ми го отвара прашањето како еден политичар гради доверба со некој од јавното обвинителство, кој што нели по дефиниција треба да е отпорен на политички влијанија, а по закон му е забрането па да биде член на политичка партија, ниту пак да има таков тип на активности. Така што јас гледам како на континуитет, а не само како на фрагмент. Јошевска, слушнавме во овој период прилично описи за тоа какви се и колку е тоа недостоинствено и неодговорно испорачување правда, што ја заглавува државата во погрешни оценки и единствено виновни и неповторливо виновни се тие од другата страна и се додека не го поправат своето поведение, својот учинок, толкувам некаквата своја продуктивност, немаат аргументи да учествуваат во некаквата расправа што е тоа што по закон мора да им биде дадено. Користењето на примери кој е прилично злоупотреба, бидејќи од после изјавата на премиерот гледам дека до тредента пратениците користат веднаш множина. Председателите на судовите земаат плата по 180.000 денари, таква плата е само една. И лесно може да се провери по коефициентот чија е таа плата. Да речеме, веројатно не е страшно на трагата нова што Александар го зборува, дека плата која што е дефинирана по закон, кој што го гласал парламентот и коефициентите ја влечат висината, а не само волијата на некакви луѓе во судскиот совет кои си решаваат како ќе ги поделат платите, станува поголем проблем од, например, црвените сигнали,
кои за жал во судовите се раскажуваат како анегдоти. Например, едно од тие ќе ви раскажам. Користејќи истата формулација на премиерот, знаете ли дека постои председател на суд? Еве јас јавно велам, дали знаете дека постои председател на суд кој победата на ВМРО ДПМН на претходните избори во својот матичен суд ја честеше со бајадери. И наместо згрозување на останатите суди, тоа беше анегдота што се раскажува, што покажува веројатно дека таа култура на инцестуозни врски политика суд како да станала нормална. Очекуваме од високите политички функционери, од носителите на највисоките функции во сите власти да имаат малце попримерно однесување кога се обраќаат дури на собствените опоненти, а не па на другите власти. Значи, премиерот како по функција треба да има малку подобар тон и речник кога упатува било какви критики, а критики од овој тип, односно овој начин на обраќање како карање или како кон мали деца, потсетува само на имитација на некоја соседна држава, односно председател од некоја соседна држава, што би рекла дека представува пример за недобро постапување кога треба властите и во било каква смисла да соработуваат заради решавање на определено прашање за кое е заинтересирана целата правна држава. Она што го прави Мицковски како политичар, мене, да речам, до некаде и не ми е толку интересно, бидејќи тој е политичар и тој знае на која публика се обраќа. Поинтересно ми е како на тоа реагираат судиите, односно обвинителите, и зошто во таа, како велите вие, полемика е сам. Односно, ние до каде го спуштивме очекувањето да ние се радуваме, збориме сите што мислиме добро на судството, да се радуваме на едно соопштение со кое они решиле да искористат малце поостар тон во одговорот на тоа како што му велат. Сега веќе ги поминавте сите граници на доброто однесување, да. Вашите оценки се паушални напади и неаргументирани напади. Јас очекувам тие да се однесуваат како власт. Мене дури на моменти ми личи дека власта им пречи. Не оваа извршната, нивната, собствената власт им пречи. Како да е одговорност која не ја сакаат. Они сакаат да работат, да бидат суди, повеќето од нив верувам дека сакаат да работат таа работа, но тоа е еден сегмент. Тие во моментот кога облекуваат тога, знаат дека треба да знаат дека тие представуваат власт. А власта значи да се вклучат во процесите, во дебатите, да опонираат, да се борат. Зборувам за битка. Ова е отворање на битка. Можда не е војна, но е битка во која тие мора да ги стават на јасно. Не се согласувам дека немаат канали. Може имаат некакви поинакви канали, но имаат канали. Зошто ние не видовме тие да иницираат панел дебати? Зошто во кои медиумите ќе бидат поканети и ќе видиме на едно постручно ниво што се дискутира, па да поканат представници од извршната власт, ако не и самиот премиер да дискутираат. Значи, за медиумските дебати ги одржуваат пензионирани суди, пензионирани обвинители, адвокати, па потоа ќе добиеме приговори кај сте ги нашле овие, а овој круг кој би требал да биде директно заинтересиран, затоа што имплементацијата ќе падне на нивни плеки, најчесто има објаснување, ма знаете како тоа би се разбрало, ние треба да ја чуваме независноста, поѓаволите, ние зборуваме за законодавната рамка. Ама еве нека, се извинувам, нека не биде ни медиумска дебата, нека биде дебата во рамките на нивните инструменти, нека направи Сдруженијето на суди или Сдруженијето на обвинители некоја панел дискусија на кој ќе покани важни луѓе, па тоа ќе биде медиумски пренесено. Еве нека не биде дека ќе излегуваат на дебати на телевизија. Тие едноставно мислат дека со едно, дали е тоа некаква си некој недостаток на самодоверба или пак е преголема самодоверба, не знам што е, да сметаат дека со едно соопштение си ја завршиле работата кога од овдека идат отровни стрели секојдневно. И со тоа се држи наративот во јавноста, што велите вие, перцепцијата се манипулира целосно. Никогаш ние не зборувавме за платите на судиите, денешка стана главна тема, а препоставувам во текот на оваа емисија денеска ќе зборуваме за тоа што всушност се губи при ваквата манипулација и што све трпи, не само правосудството, туку и целата држава со необраќање доволно внимание
какви пораки, лоши пораки со ова се праќаат? Ивана, денешните пратениски прашања, меѓу другото, беа пак враќање на оваа тема, спакувана во статистики, во милиони проекции за буџетскиот за растот на бруто домашниот производ, ставање внатре проценти кои не се ни точни, да речеме тој за јавно обвинителство е 0,4 од буџетот, а не од бруто домашниот производ, се заедно само да се произведат големи бројки, да се стигне до некаква констатација и тоа знаете што ќе значи. Ке нема за градинки, ке нема за училишта, како овие кои што го реализираат делот од буџетот за капитални инвестиции да има за градинки и за училишта, да не ја носат одговорноста за таа приказна. Дека ова е некакво акционерско друштво, може да се исчита од начинот на комуникација, за која гледате завршната сметка плюс минус, дали ви е загубар и кон него се однесувате како да не заслужува инвестиција. Дел од парите за кои кога премиерот зборува за долговите и наследството од претходните, ајде и целата таа приказна не е сосема точна, но се што завршуваат судовите во својата уплата завршува на буџетот на Република Северна Македонија. Судските такси завршуваат на сметката на буџетот на Република Северна Македонија. Некои од одлуките, пресудите или спогодбите, еве одбирам таа за империја, нето чини 45 милиони евра. Не знаеме каква цена се постигна за конфискацијата на имотот на Мијалков. Но тоа се во проценка 45 милиони за буџетот на Република Северна Македонија. Толку колку што владата смета дека годишно му е доволен на судскиот систем да функционира. Што помошно може да се направи во некаква вистинска иницијатива на властите, да речеме, тие не зборуваат за мрежата на судовите колку е целискудна. Зошто имате суд во Берово? А реално имате судија кој не е од Берово. Зошто имате безброј ситуации кои реално не можете да ги покривате, а не одите кон чекор на модернизација, на дигитализација, која многу од местата ќе ги изгасне, но ќе овозможи тоа да биде далеку побрза и поквалитетна постапка. Видете, ако имавме држава во која што навистина ќе се почитуваше принципот на владење на правото, можеби немаше ни да разговараме на темата дали навистина се почитува законот и судството добива буџет од 0,8 најмалку процент од бруто домашниот производ, затоа што тоа е законски пропис кој што државата треба да го исполни, без разлика дали е донесен е законот, додека не се направат измените на законот и доколку нема нови анализи дека треба помалку буџет од тоа што е предвиден сега, треба државата да го почитува тоа. Спросете, дали е за вас логично, легитимно и легално однесување и кога ги немате парите, особено кога мислите дека не треба да им ги дадете, единствената вистинска патека е да отидете во собрание со промена на законот за судски буџет и така ќе бидете во формална смисла покриени што правите. Ние овде учествуваме во една полемика која е под нивото на законската норма, која навлегува во тоа јас мислам, јас ви давам, се додека сте 2%, а на истата таа анкета што се цитира ништо подобро не стоат ниту парламентот, ниту партиите, ниту владата. Така се со 2 и 3%, видете, значи во законот вика 0,8. Полемиките дали треба или не треба, откако ќе се направи анализата, може да пристапиме кон измена на законот, доколку е потреба измена на законот во делот на тоа колку треба да биде буџетот. На крајот на денот, најголемата штета ја трпат граѓаните. Немаме соодветни судови кои што се доволно екипирани и опремени, немаме дигитализација, немаме доволен број на суди и обвинители. Ние имаме ситуации каде што од пренатрупаност на судски предмети и нема недоволно на стручен кадар, граѓаните во текот на една година по нивниот судски предмет имаат 2 до 3 рочишта и тие процеси траат. Граѓаните има граѓани кои што по 9 месеци можеби чекаат да се изготви пресуда, затоа што нема кој да ја напише пресудата. Штетата сепак и на крајот ја чувствуваат граѓаните. Судскиот буџет е тој согласно закон, за жал до сега никогаш судството не го добил тој буџет и ние никогаш нема да додека не го добиеме тој или процент од 0,8 за судството, никогаш нема да знаеме дали е навистина доволно тој буџет, дали е многу, дали е малку, затоа што
анализите покажуваат дека судството можеби нема или може да се справат со тој процент на буџет, колкави се капацитетите и потребно да се направат анализи. Ја спомнавте и судската мрежа, нема направено ниту анализа за тоа колку судови ни се навистина потреби. Имаме попис од 2021 кој што треба да се врз основа на кој што треба да се направи нова методологија и ново истражување колку судови ни се потребни и сите тоа се рефлектира и врз граѓаните, меѓутоа и врз целиот државен апарат кој што не може да функционира соодветно, особено судската власт. Тоа чудно прво лице етнина, премиерот наспроти третата власт, а ниту еднаш да не го видите министерот за правда, веројатно доволно квалитетно зборува за тоа зашто ние зборуваме дека целата оваа полемика има само политичка употребна вредност. Сепак министерот за правда членува по функција и во судскиот буџетски совет и во судскиот совет. Во едниот има право на глас, во другиот нема право на глас. Кога ќе тргнеме во идејата од која има целосно реформски замор, дајте да видиме што можеме да допишеме и можеби ова да го мртнеме да се менува. Па затворени се судовите, па ни треба транспарентност, па ни треба пристап до одлуките. Кога ќе отворите кривичен суд Скопје, од почетокот на годината до завршувањето на 10-ти месец, на веб страницата се објавени само 6 пресуди. Одговорот е, немаме луѓе кои можат да анонимизираат и следствено на тоа не можеме да завршиме оваа обврска. Дали ние надодаваме безброј модерности, така како што мислиме дека треба да изгледа, а на ниеден начин не се движиме внатре во приказната низ незините коридори, колку всушност тоа е паднато ниво на менаџирање и имплементација, поради што некои отворено се сомневаат дека би било нуклеарна бомба сега да одлучи да им го даде целиот буџет, дека способностите за фасилитирање се сосема паднати. Ке се обидам малку и низ примери сега да зборувам. Рековме овој процент 0,8 од БДП е внесен во законот уште во 2010 година. Во 2017 година, кога почнаа првите процеси на СЈО, во смисла на истраги и така натаму, па после дојде време и за првите судења, наеднаш сите откривме дека во законските и во подзаконските акти стојат одредби кои што велат дека секое рочиште треба да се снима тонски и видео. Значи, адвокатите во првите случаи на обвинетите на СЈО успеа неколку месеци, мислам, да ги одоговлекуваат постапките по оваа линија. Тоа се одредби кои што повторно стоеле во законот, кои што веројатно обичниот човек, обичниот смртник кој што се појавил таму не ги знаел, и до тогаш се функционираше со записник на исчукан на машина и даден на рака. Дури тогаш дознавме дека може да се добие CD, па се одложува рочишта затоа што судовите нема информатичари, затоа што имаше само една судница во кривичниот суд во која што имаше камери и кабина за превод, патем донација од странска земја, патем не ставена никогаш во употреба и не можеше потоа да се стави во употреба. Судството е дојдено во ситуација делумно и она што го спомна Сузана. Онаа старата народна, таман го научив магарето да не јаде, ми умре. Точно е дека ниту судството не ги бара овие пари повеќе што му следуваат, и да, веројатно ако еднаш се случи да ги добие, јас чисто се сомневам дека они ќе можат да ги потрошат. И не само тоа, сега повторно ќе кажам лични искуства, без да споменувам имиња, знам председатели на судови кои што намерно не спроведувале набавки, плашејќи се од тоа да не се направи грешка во постапката, па им било покомотно да бараат, да речеме, компјутерска опрема од донатори. ОПСЕ, Европска унија, не знам, Соединетите Американски држави. Имаше еден суд кој што по закон секој суд мора да чува архивата. Архивата ја чува во скривницата изградена за времето кога е граден самиот суд, кој што нема никакви услови да биде архива и веројатно голем дел од мојот материјал е оштетен. Сузана веројатно ќе може да даде многу други примери. Но во суштина се сведуваме на тоа дека кај нас имаме 15 години најмалку обиди за реформи на правосудството, а ниту еднаш не е направен обид таа реформа што е смислена во 2010 година да се финансира како што треба
и да ги видиме вистинските резултати од НЕЗАК на некој среден или долг рок. Постојано влегуваме во адхок решенија и сега повторно веројатно ќе влеземе во уште едно адхок решение, но ниту еднаш не е направен обид да се исцрпи првичната идеја за да се види дали нешто чини или не чини. Потребата од инвестиции се извинувам, само се зголемува, бидејќи претпоставката е дека ние, како што рече Ивана, можеби оваа бројка може да се коригира. Ако вие 15 години сте ги имали овие пари, ако главните инфраструктурни и технички потреби на судовите се решени, ако веќе сте вовеле дигитализација и така натаму, да, можеби не треба да 0,8 на вистина многу. Но бидејќи ништо од тоа немаме, можеби е потребно и повеќе. Делумно постапката, како се вели во законот, јасно опишува дека може да дојде до момент кога ќе се наоѓа компромис од XY причини, но за тоа мора да се согласи судскиот буџетски совет. Ние сега не сме во таква ситуација, жалам немаме многу време да ја шириме темата. Целосно буџетот, мисли фискалниот совет, е првиот кој што е донесен во целосно неинклузивна постапка. Тоа значи дека одмеруваш, сечеш, делиш, доделуваш само во надлежното министерство и уште згора зборувате со прво лице дека владата дава, поточниот одговор е парламентот е тој што ги дава парите, дури и владата кога ќе сака да направи миграција во сметките, мора да отиде на ребаланс. Проверував во околу целата оваа полемика, замислите 2011 година имало иницијатива пред Уставниот суд за овој фамозен член 4, иако иницијативата не се однесува на висината 0,8, но се однесува на забраната овие средства да може да бидат чепнати со ребалансот на буџетот, и Уставниот суд ја отворил иницијативата на Филипов, сметајќи дека тоа е сосема во ред решение кое доаѓа од низа одредби важни кои судството и инаку го исклучуваат од оваа друга линија на извршната и законодавната власт. На трагата на ова што го споменува сега Александар, што е секојдневна мака во потрагата на новинарите да добијат точни податоци и одговори, затоа што и ние имаме корист од транспарентноста на овие важни институции. Во својство на адвокат, тоа се веројатно далеку потешки маки и понекогаш изгледа како целиот тој систем да е измислен, да стои така како дрвено железо, за на некој начин да ги убива шансите да бидете амбициозни, дека кога ќе дојде моментот на вкрстено испрашување, ке растурите. Ама таму стои некој записничар и додека после 3 збора не запише како што треба, свадбарската камера во салата кој знае што снима, тоа што во новата судница го нарекуваме дигитализирана судница, да вистина не разбирам што значи, и кои се сите маки од првата позиција на влезот во судот, кога сте земале обврска да браните некого, што всушност треба да расветлат што значи отсуството и големиот пост на инвестиции, која доведува во ситуација која би требало да личи на судство кое сме го затекнале, да речеме, пред 20 години. Ние сега сме во една уникатна позиција да видиме како е кога и судството ќе ги впрегне сите сили да функционира, како што е постапката сега со предметот за пожарот во дискотеката Пулс. Кога навистина ќе стори напори, да речам, и надвор од своите можности, во таа така наречена дигитална судница, што нема, по мое гледање, јас прв пат сум таму, но еве доволно беа 2 пати да отидам да видам дека нема ни д дигитално, не разбирам со што е таа дигитална. 2 електронски уреди на кои гледате. Да, ние таму, јас се понадевав дека тоа ќе биде судница во која навистина ќе можеме и ние и обвинителството да ги вкрстиме аргументите на еден ораторски начин, како што тоа доликува, да тоа оди брзо, бидејќи брзината беше фактор, ефикасноста е фактор, разумниот рок е фактор, повеќе од било каде во било кој предмет заради сензитивноста. Еве го изборот, простете Јошевска. Обвинителството вади екипа од 15 обвинители. Само за да не се одолговлекуваат постапките. А имате безброј технички решенија кои ќе го скратат времето, од типот ако имате аудио снимање, имате аудио визуелно, имате 2 канали преку кои можете да контролирате се што се случува. Само да ги провлечете низ алатка која ќе ви ги симне комплетно, како се вика, во некаков дигитален записник, вие се збогувате со ситуацијата во која
точка, запирка, продолжете, што веројатно убива вашата шанса на кој начин ја водите одбраната. Еве, јас сум 20 години адвокат, ништо во тој дел не е сменато. Просто од минатиот век алатките на чукање по записници и тоа све да изгледа споро, уште се одвива во вакви расправи, иако и аудио и визуелно се снимаат, имаат тие оправдувања за таквите процеси кои мене повторно не ми се јасни, но само за да ја заокружиме оваа тема, доволно ќе биде, мислам, да јавно да кажам, колку дигитализација имаме во судовите, кога ние записниците од судењата, ако не ги добиваме на цедиња како што е тоа во граѓанскиот суд, овдека кога ни ги праќаат по мејл, ни ги праќаат од Yahoo адреса на судот. Што значи дека ние немаме ниту профил во кривичниот суд, каде што би можеле тоа да го закачат. Каква дигитализација за мене тоа значи? Јас мојот профил да го отворам таму да имам се. Кривичниот суд е буквално оставен сам на себе да се справува со тоа како ќе комуницира со обвинители и овој квантум на број на адвокати, а тоа да не се претвори во ужасно копирање и принтање и отвара Yahoo адреса за со нас да комуницира. И тоа иде на рати. Таму натре во дигиталната така наречена судница ништо не е дигитализирано, се е постаро. И ова, пак го кажувам, ова е во предмет во кој се впрегнати сите сили. Ужасна е сликата во останатите предмети или во предметите кај што нема ниту еден никаков јавен интерес. А уште пострашна е ситуацијата во граѓанските судови, во помалите судови, кај што има илјадници предмети, каде што предметите не одат по жалба, да речеме, иако е во истата зграда. Кога ќе речем идат по жалба, граѓаните, моите странки мислат дека некаде да патуваат тие предмети. Тоа е буквално во истата зграда, заради тоа што нема службеник да го кликне, да кликне таа верификација за предметот од една канцеларија да се префрли во друга канцеларија и чекаат со месеци. Имаме суд во државата во кој спогодбен развод на брак се чека 1 година да се добие пресуда. Значи имаме примери во кои за да се направи прост увид во предмет се чека по неколку дена. Нешто што се решава и не со толку многу пари. Но сега што е тука повеќе проблемот од пракса, јас како го гледам. Кога некој цело време ве удира по глава и ви вика нема да ти дадам ова, нема да ти дадам ова, што предизвикува тоа од другата страна? Од другата страна предизвикува покрај тоа што предизвикува можеби некаков револт, предизвикува изговор за уште помало неработење. И исто така не само на судиите и на обвинителите, ние постојано зборуваме за судиите и обвинителите во судството. Судството го сочинуваат и како и се многу важна алка помошниот персонал, што се стручни соработници, записничари, службеници во јавните обвинителства, исто така истражители и така натаму, кои сега се насушно потребни, сега се дефицитарен кадар, не се добро платени и тие се практично не само демотивирани да работат, него се поголеми шефови од шефовите и не можат ништо ни да буквално не мора да работат за да постигнат резултати, бидејќи ги имаат сите овие изговори за неработење. Значи дупло лошо се прави, не само што не ја качуваме ефикасноста, него и таа што сме ја имале, веќе почнуваме да ја губиме поради овие сите лоши практики. И единствен начин да се излезе од оваа ситуација, бидејќи ми личи како да се полоши ќе биде, особено поради овие натрупани проблеми низ овие 15 години повеќе години, кои не се решаваат, бидејќи никако не се качуваат инвестициите, а се очекуваат и поголеми одлевања на кадар и на помошниот и на судско-обвинителскиот кадар. Единствен начин да се излезе од ова е да се почне диалог на сериозен начин за да се добијат соодветни средства кои со сигурност не значат поголема плата за судиите и обвинителите, него ќе представуваат на некаков начин инекција во судството да може да почне да функционира и обвинителството исто така. Ивана, ако Европската комисија смета дека златните рачиња на 2/3 од добар дел од овие закони
можат да дадат принос на приходната страна на буџетот, односно дадат директна буџетска подршка околу 80 милиони, има ли логика споредбата дека вие за награда, имплементирајќи го ова или создавајќи новата законска рамка, ќе добиете 80 милиони, а подготвени сте на овие кои што треба да имплементираат? Секоја имплементација има и фискални импликации. Така, дури кога ги пари. предлагате законите, тоа мора да го напишете. Но таа имплементација, таа цена ќе отиде на третата власт. Зошто е невозможно да го видиме мастер планот? Во кој подеднакво тука е сосема разбирливи некаквата кохабитација и интерес за темата? Овој важен сегмент на новиот инвестициски циклус, кој што ќе ги заакне судовите за новото време, ќе ја поправи нивната ефикасност и битно ќе ги промени дури и работните места. Понекогаш зборувам со Јошевска, велам, а што е тоа писарница? Таа ме вели, главната улога од која се почнува и завршува. Јас мислам дека некои помлади луѓе кои сега гледаат, веројатно се викаат овие мемоари да не раскажуваат какви CD-а. Новите компјутери воопшто немаат CD-а. Кога ќе им ги дадат на адвокатите, може би тенденциозно, бројот на доказите на CD-то и доказите се во еден целосен неред, поради што тие ја намалуваат својата продуктивност, бидејќи треба да издвојат луѓе за 1000 докази, како да ги доведат во врска, бројот и содржината на доказите. Дали овие линии се поважните за притисок, во околности во кои еднакво тежи гласот и на судичкиот судија и на поротниците, а вие поротниците ги плаќате 500 денари од рочиште. Од ден. Од ден. Тоа се може во еден Може ден да во еден одат, повеќе, знам за случаи кога вели морам да одам на друго судење, тоа е гости на судењата. Дали тоа се слабите алки кои покажуваат дека системот мора на подобар начин да го браниме одвнатре? Денеска конечно и добар дел од алатките го минимизираат човечкиот фактор кој го троши време. Затоа и го споменав на почетокот тоа дека најголемата штета ја трпат граѓаните од несоодветниот судски буџет. Да се надоврзам и на Јошевска, ние имаме случај во граѓанскиот суд конкретно каде што судиите сами купуваат хартија, бидејќи немаат хартија за да ги испечатат пресудите и да им ги дадат на граѓаните. За алките кои што ги споменавте, стручната служба која што навистина треба да биде зајакната, ние моментално имаме стручна служба во судството која што е речиси на минимална плата во државата, а се бара да бидат квалификувани соодветно правници, бидејќи на крајот на денот ги пишуваат одлуките и работат во судот и имаат голема одговорност во нивната работа. Меѓутоа, знаете како, многу е лоша ситуацијата и сликата која ќе влезете во судница, која ќе видите и која ќе го видите знамето на државата која што е избледено и не е црвена боја, туку е розова боја. А прашината во ходниците? И прашината во ходниците, достоинството дека тоа влегувате во суд и тоа е судска власт. Така што финесите што можеби ние ги гледаме секој ден во судовите се минималните работи кои што навистина судството не може да ги поправи затоа што немаат доволно средства и финанси. Можеби не грешел Никола Груевски што го стави ќосето пред палатата на правдата. Оти тоа некако се одвествуваше како порака за револуционерна правда во која не ви треба ниту тоалет хартија, ниту ви треба, како се вели, црвено знаме. Да, имајте предвид дека во делот судовите лица со попреченост не можат да влезат во судската зграда и да влезат во судницата што нема лифт или е расипан лифтот. Во главниот, извини што те прекинувам, во главниот граѓански суд во државата, во најголемиот граѓански суд со години од секогаш не се користи лифтот, не знам дали е возможно, но сигурна сум дека може да се направи лифтот од врховниот суд што го користат, бидејќи има два колку знам. Било кој граѓанин со попреченост нема пристап до правдата и ние сме имале ситуации кога треба да се испитуваат повозрасни граѓани кои не можат да се качат по скали за да бидат испитувани. И тоа е многу смешна ситуација, комична ситуација, во суштина трагична, кога се симнува судијата доле во холот, па се одржува доле тој цел записник и записничари се. Тоа во секој случај е недостоинствено за тој што дава исказ, недостоинствено е за судијата, недостоинствено е за адвокатите, за секого е проблем. А во новиот суд каде што
требаше да бидат нели сите барем овие проблеми одстранети, направија суд за лифт за четворица на 7 ката каде што сите треба да го користиме. Сега тоа се веќе пропусти, да речеме ние зборуваме за како треба да се поттикне расправата за тоа што е потребно во судовите, но расправата се надевам дека вакви емисии ќе пренасочат расправата од тоа дали све треба да им се угоди на судиите, на обвинителите, на тоа што представува судството и обвинителството во целеност, но каква функција врши и каква штета може да направи доколку е вака запоставено. Бидејќи ако е вака запоставено, запоставуваме правната држава. И она што го разговаравме, колку тогаш да го прашаме примерот, колку тогаш ќе му чини него слободата утре, не дај Боже, или на негов близок, не дај Боже. Колку ќе чини правната? Само платите на судиите и на обвинителите. Значи, ние имаме навистина огромни пропусти во судовите. Во последното интервју, и овде ќе мораме да одиме на пауза за реклами, но некако ми е згодно во овој круг за оваа темна заднина на приказната која по преден план има некаква политичка полемика, а работите се застрашувачки во некое пониско ниво. Во последното интервју за 360 степени, државниот обвинител Куцевски вели не знам кој ќе ја подпише завршната сметка на институцијата. И сега тоа треба да предизвика некаква реакција, потоа велите па добро, вие ако немате луѓе кој ќе ја подпише завршната сметка, како би имале луѓе во потрагата по овој голем буџет кој што ќе треба да го носите на своји плеки, планирате, одржувате и реализирате. Да бидеме искрени, не е тоа така како пари кои паѓаат од авион. Мора да се поправат капацитетите за управување, ама овие кои мислат дека тоа треба да им го објаснуваат, да речеме, кога ќе погледнете Министерството за финансии, ќе видите дека таму каде што напишале дека можат да извршуваат 50% е реализацијата на капитални инвестиции, па немаат некаква морална поза ниту тие за овој тип на дискусии. Пауза за реклами, па одиме во вториот дел. Линијата која е позанимлива и сега како се вели се исцртува во некаква година на промени во обвинителството. Истекува мандатот на првиот човек на Скопското обвинителство, веројатно ќе продолжи постапката за смена на државниот обвинител и до крајот на следната година завршува мандатот на првиот човек на организиран криминал. Тоа се три одлични во приказната, цело е кога има се, откако се на дело аспирациите, како што го цитира Александар, дека мора да дојдат луѓе од доверба. Обидите законот да изблокира описи на луѓе од доверба во најекстремна форма отидоа во организиран криминал, каде на непосредни избори со тајно гласање се избира и ние сепак го добивме Исламабази со фантастична победа, например, во Штипското обвинителство. Можете законите во таа смисла да компензираат до тој степен отсуство на политичка волја да се следи духот на законите, каде што пишете вие дека само со тешка дисциплинската повреда може да падне државниот обвинител, тие велат сега ќе пишеме текст, ќе го именуваме тешка дисциплинска повреда и тоа ќе продолжи понатаму. Дали ве заплашуваат овој тип на размена на дискусии, во смисла на тоа дека ќе доведеме една сцена кога повторно што менувале во законот? Аха, добро, може ли да си толку наивен дека тоа во суштина нема никаква врска во промена на политичката логистика? Многу пати е кажано, еве нема да кажам ништо ново, ако речам дека ние немаме проблем во принцип со законските текстови и секој пат личи како на добра намера кога се носат законските текстови, тие што ги работат текстовите како да сакаат да ги предвидат сите ситуации, да дополнат, стават, заради тоа што кај нас разбирањето и таа една правна култура или правно разбирање за работите е на многу ниско ниво. Но никогаш не може да се издизајнира совршен закон кој човечки фактор не може да го на некаков начин злоупотреби, извитопери, па дури и да е јасно, тие ќе најдат собствени толкувања за некакви си одредби, па тоа ќе роди полемики, ќе се занимаваме со нешто што во принцип секаде во светот е или во демократските
системи е јасна. Секогаш постои еден многу интересен ентузијазам за реформи кога се зборува за законски реформи, а никогаш не постои ентузијазам за тоа како ќе се имплементира. Таму сме полни со изговори, таму не можеме, таму... Сега дури не гледам ниту ентузијазам, ниту сериозни прашања, дури во врска со самите текстови, освен таа назнака доцнат, логично, не сака да ги донесат, но повеќе не постои таква страст дека било какво исчекорување во законодавната рамка може да не води кон подобри решенија или подобра состојба. Едноставно е тажно да се верува дека оној кој ќе биде задолжен да го применува законот нема да поаѓа од постулатите што ги учиме на факултет како правници, а тоа е која е интенцијата на законодавецот кога нешто носи, туку ќе оди кон тоа да задоволи нечии потреби, па тоа да го моделира на начин да одговара на некоја или да пројде, да може да пројде, да се подведе на таа законска одредба, зашто практично се извртуваат тезите. Инаку секој би требало да знае што е истакнат правник, секој би требало да знае што е тешко, да разликува тешка од полесна дисциплинска повреда. Не би требало тоа да биде предмет на толкава дебата или предмет на такви разочарувања кога ќе видиме именувања што они све подразбираат под истакнат правник. А во поглед на процедурите, каде што има најмногу прекршувања, тука целокупниот правосуден систем има заземено став дека бара се да му биде напишана, за ништо да не направи една логичко законско толкување. Ако не е напишано, тогаш го нема и тоа е тажно за нас како правници. Има на маргините на секој голем процес некои кои служат за показна вежба, некогаш ќе биде именувана Јошевска и тоа е првата полемика помеѓу обвинителството и адвокатската комора, некогаш за потреба да биде тивка целата фела, ќе одберат Ленче Ристовска, зашто си дозволила некаде да зборува за реформи или проблеми во обвинителството, и тоа се свесно одбрани моменти во кои вие напросто го контролирате мирот или тивкоста и само премиерот избира да ги именува, да ги опишува, да прогласува дека донале одлуки таму каде што не донале, како денешната епизода со Кацарска. Сосема кратко на истото прашање, бидејќи веќе сме готови со терминот. Да, накратко, значи реформите не значи само измена на закони. Реформите значи колку институциите имаат волја да ги спроведат. За тие предвидени законски текстови кои што ги правиме за да имаме подобро судство, подобар правосуден систем, имајќи предвид и оценската мисија поврзана со судскиот совет, 17 од тие препораки не се поврзани со измени на закони. Меѓутоа пак не се имплементирани. Така што многу е битна волјата и колку институциите се навистина спремни да ги спроведат реформите. Александар, буквално 1 минута за тебе, не за како прегазваме со терминот. Јас тука би се навратил можеби малку на она што и Сузана го почна на почетокот и би го отворил тука и прашањето и на волјата за реформи во самото правосудство. Вие го споменавте примерот со Ислама Бази, кој што беше избран на непосредни избори, многу чудно доби мнозинство гласови дури од колеги обвинители кои што веројатно него не знаеа како изгледа. Еве да не ги именувам, имаме барем 2 примери во последниве неколку години кај што самите судии на непосредни избори за членови на судскиот совет првин избра судика чиј сопруг беше близок до семејството Заеви. Сега имавме поскор друг пример каде што чиј сопруг беше градоначалник на еден град на Градовиш од редовите на ВМРО ДПМН. Така. Судиите можат да изберат кого сакаат. Самиот факт дека ги избира конкретни луѓе, за кои што некои беа најавени претходно дека тие треба да бидат избрани, кажува дека имаме сепак двостран процес, значи имаме извршна власт, како што кажав на почетокот, некој што сака да преовлада, но од друга страна имаме една порозност кај голем дел од судиите. Има многу расположени од другата страна што го сакаат тој танц и можеби моќта на независноста ја примаат вознемирувачки од сигурноста на моќта да се биде на ти со политичката елита. Ако можам така да завршам вечерашната дебата. Ви благодарам што бевте мои гости. Ке видиме колку ќе се одважат и како ќе изгледа овој разговор во околности во кои премиерот рече: ако и следното извештајче или извештај на Европската комисија биде негативен во овој дел, од моментите или од елементите за кои тој не сака да попушти,
подготвен е да го прифати тоа дека и следната година ќе биде лош извештајот. Ви благодарам уште еднаш, почитувани останете со Телма телевизија, моите колеги ги подготвуваат вестите за 21:30. Пријатно.